Градоначалникот го снимам веќе 4 години. Го пратам неговото работење. Видов дека има потенцијал и затоа се придружив на овој тим. Се придружив да помогнам. Да помогнам со моето искуство, со моето знаење, со мојата мудрост. Ве замолувам сегашниот градоначалник, кој што се надевам ќе биде и иден градоначалник, да го поддржиме затоа што, реков, видов потенцијал во него, момчето е домаќин, знае да ја менаџира општината домаќински, знае да работи и трудолюбив. Дете од фамилија. Затоа ве повикувам сите да му довериме, да го дадеме својот глас на 17 октомври за Звонко Пекевски за иден градоначалник. Благодарам. Почитувани граѓани, Звонко Пекевски е олицетворение на домаќин човек. Домаќин човек кој што невозможното го прави возможно, или што викате вие од денарот прави два. Ве повикувам на денот на изборите, искористете го вашето уставно право, излезете, гласајте. Во колку не гласате, во колку не излезете, дозволувате некој друг да ја крои вашата судбина. Ве повикувам, излезете масовно на гласање. Дајте го вашиот глас за најдоброто во општина Берово, за Звонко Пекевски за втор мандат за градоначалник и советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. Почитувани присутни, вечерва нема да се фалиме се оно што имаме сработено во општина Берово, во другите села, бидејќи секој правенствено го интересира за својот прак, за својот дом, бидејќи, како што велат нашите стари, каменот тежи на своето место. Навистина имаме проекти за Берово. Имавме проекти за секое населено место, за секоја група на граѓани, секој сегмент на локално и општествено живење. Но, дозволете ми вечерва само да ги набројам неколкуте проекти кои успешно ги довршиме во првиот мандат за село Митрашинци. Еден од најважните секако е патот, реконструираниот пат Берово-Виница, со што директно го подобривме животот на населението од Митрашинци. Градевме, градиме и ќе градиме по план. Реконструирано е подрачното училиште во селото, оградено е спортското игралиште, подобрено е јавното осветлување, а за кратко време ќе се огради и училишниот двор, затоа што вие тоа го истакнавте како приоритет и за тоа што вие бевте партнер на локалната самоуправа во креирањето на проектите за Митрашинци. Овде морам да го спомнам можеби најглавниот проект, кој иако ќе се реализира во вториот мандат, сепак веќе сме во фаза на изработка на техничка документација, а тоа е изградбата на крак за фекална канализација од школото, поточно од основното училиште до излезот на селото. Исто така, во наредниот период е планирано асфалтирање на две улици. Едната е улицата која се протега од мостот лево до спојот со семејството кај фамилијата Деловски, и другата е позади црквата, значи уличката што позади црквата што се спојува со другата нова асфалтирана улица, така да на тој начин дел од улице во селото би ги
реконструирали, на тој начин би го подобриле квалитетот на живот во самото село. На тој начин би го лесниле и пристапот до сопствените имоти. Ке се среќаваме редовно да планираме унапредување на комуналните услуги. Во наредната недела ќе бидат поставени нови контейнери за комунален отпад. Да планираме заедно со вас нови проекти, да си ги кажеме актуелните проблеми и истите да ги решаваме заедно со вас. Почитувани, верувам дека во претходните 4 години покажав како се работи честно, отчетно, транспарентно и со план. Да излеземе на избори, да го заокружиме бројот 12 за советничката листа, чиј предводник е професорот Стево Соџуковиќ. За личното заграничник под број 12 Звонко Пекевски и да го избереме најдоброто за Берово, најдоброто за Митрашинци, да продолжиме со развојот и напредокот на општина Берово. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечно Митрашинци, да ни е вечно Берово.